Во завршна фаза е изградбата на паркот во населбата 8 ноември покрај коритото на река Брегалница во Штип. Станува збор за имплементирање на проектот преку гранична соработка со општина Гоце Делчев од Република Бугарија, со кој се предвидува создавање на повеќе зелени површини, чиста животна средина и нови места за релаксација на граѓаните. Овде на површина од нешто од 1 хектар се финализира паркот кој е предвиден и кој ќе служи за релаксација на луѓето кои ја користат велосипедско-пешачката патека, дополнителна содржина, урбана опрема која посакувам да остане, да се сочува и да биде една нова содржина во нашиот град. Не само овој парк, и на уште 3 позиции во моментов се работи и се создава нова зелена површина, поставувајќи се урбана опрема и овозможувајќи им на граѓаните на Штип едни качиња за релаксација, за рекреација и поминување на своето слободно време. Носител на проектот е Центарот за развој на Источно-плански регион и оттаму истакнаа дека во наредниот период ќе има иницијативи за повеќе зелени површини во сите општини во Истокот. Центарот за развој во овој проект исто така изработува и 10 годишна регионална стратегија за зелена инфраструктура и акционен план како да се трансферираат зелените делови во урбана инфраструктура, со која што ќе градиме паркови и други зелени површини, каде ќе можат граѓаните да го имаат, да го видат бенефитот. Инаку, општина Штип е, слободно можам да кажам, еден класичен пример како квалитетно се искористуваат средствата од меѓуграничните соработки, од европските фондови, а од тоа искористување на тие фондови краен бенефит имаат самите граѓани. Проектот е од големо значење за граѓаните, бидејќи се работи на создавање повеќе зелени површини. Имплементатор на овој проект е општина Штип и Источниот плански регион, а ние како Министерство за локална самоуправа го превземаме националното кофинансирање во делот на покривање на трошоците за реализација на овој проект. Навистина многу значаен проект за Штипјани, затоа што се третира една можеби најакутна тема, а тоа е заштитата на животната средина. Јас се надевам дека и во иднина ќе имаме уште многу вакви прилики да реализираме и имплементираме проекти кои што се во делот на озеленување и заштитата на животната средина. Ова е еден од 3 паркови површини кои се реализираат и имплементираат преку ИПА 3 програмата за погранична соработка.